Почитувани слушатели, добар ден. Моето име е Стефанија, вие се наоѓате на фреквенцијата на ЕСИ Радио. Во овој момент започнува емисијата Светло око, а мој денешен гостин е господин Жанко Станков од Струмица, музичар. Господин Жанко, ви благодарам што се одваживте и што ја прифатите нашата понуда да бидете денешен наш гостин. Мило ми е и вам за поканата, така да продолжиме. Надевам дека ќе имаме убав разговор. Еве за почеток може ли да ни кажете и да се навратите наназад во моментот кога се влюбувате во музиката? Што точно е она кое што ви инспирираше за да ја започнете својата музичка кариера? Како прво да кажам, јас од мали нозе, како на возраст од 5 годишна возраст, тоа е прво како дарба, Божја дарба, а како второ чичко ми е музичар од фамилијата на татко ми брат. Он свире на ударни инструменти. И он кога се идеше од свирка, јас земав нели тарабуката, тапаните, тропав, значи давав сигнали коти нешто може да биде од мене. И така да во тој начин јас чичко ми виде, ми го даде правецот, патот кој што ете користам прилика да го поздравам, ми го даде патот за да јас излезам на тој пат да се бавам со музиката. Тоа беше од мали нозе, значи тоа е пред се може да кажам дарба, Божја дарба, кој што во мене блика за јас да сум музичар едноставно. Бев на ударни инструменти. Од после тоа отидов во Скопје на школа, поради нели мојата попреченост со видот, и таму си одев на солфеш, на хармоника, клавир и така да останах на инструментите од хармониката и клавирните инструменти. Јасно, да. Значи сепак сте имале прилика прв пат да, како што убаво кажавте, сепак тоа е некој талент кој што сте го носеле во себе и само што го откриле со текот на времето. Кажете ми како вашето искуство како слеп музичар, како музичар со некаква попреченост го обликува начинот на кој што создавате и се поврзувате со музиката? Мене мислам дека тоа не ми смета. Битен е слухот и да разбираш музиката и ти без проблем се вклопуваш со било кој музичар и од нели може да кажам од здравите лица кои што се нели музичари, така да нема проблем од таа страна. Јасно, тоа е добро што сепак нели овој талент не мора да биде поврзан со нешто визуелно, туку напротив, доколку го имате слухот, а мислам дека дури поизразен е слухот во вашата состојба и во вашата ситуација. Секако. Сепак кога се одзема нели дел од видот или кога се услепува, така да се развива слухот и допирот на прстите, осетот. Токму така, да, тоа и со други луѓе со кои што сме се соочили и сме до тоа дека дефинитивно да. Учествувам често, значи како и секоја година на музички смотри на Националниот сојуз на Македонија. Сум успевал тамо успеси прво место, второ, и имам надвор од државите одржувано концерти кои што исто така беше тоа нели организирање на Националниот сојуз Скопје, кој што беше председател Жарко Селковски на Националниот сојуз. Тој ги организираше Бугарија, Турција, Црна Гора и значи во секој момент сум успевал таму. До душа надвор од границите во Турција одам често пати, кој што учествувам на концерти, така да сум добро прифатен и се снаоѓам секако. Немам некои тешкоти за да не можам да се снајдам да нели идат таму од повеќе држави кои што ете се такмичиме се нели се надпреваруваме или ја представуваме државата, така да нема проблем. Јасно, браво за вас. Сега повторно ќе се навратиме на вашиот проблем. Многумина ја доживуваат музиката и визуелно, нели имаме сценски настап, сцена, светла видеа. Како едно лице како вас пристапува кон настапите во живо и кон поврзувањето со публиката на можеби некој своен. Така, дали тоа треба да биде на сцена или пошто јас и веќе се бавам нели веселби кон разноразни веселби, дали се свадбени или крштевки или било како. Значи едноставно немам некој потешкоти ако сум на сцена, можете си зафаќам позиција и функционирам.
Значи публиката, јас делувам тука, мрдам со тело, зборам, нели, да ме прима едноставно публиката и немам проблем. Браво за вас, пак ќе кажам. Да. Еве, за крај, може ли да ни кажете која е пораката што сакате да ја принесете низ вашата музика? И што еве можеме следно да очекуваме од вас во ова ваше патување? Така, значи јас, пораката е, некој, значи да не замислува дека јас сум инвалид, не можам, ние можеме се, ние можеме секаде да се представаме, со секого да свиреме, па и со здрави лица да се вклопиме да свиреме. Сепак треба волја, љубов и желба. Токму така, границите си ги поставуваме самите ние и мислам дека оваа порака ќе ја слушнат голем дел од лицата кои што го имаат истиот проблем како вас и ќе се одважат да си го следат срцето и својот талент. Господин Жанко, може ли да ми кажете, еве, дали добивате некаква поддршка како од општинска, така и од државна власт, од институции, дали имаат слух за лицата како вас? Сега нема таква работа, за жал. Никако општинска, никако државна институција, значи нема. Таква помош нема, ние се снаоѓаме самите како знаеме и умееме. Надевам дека преку оваа емисија, а и преку вашиот труд и оно што го споделувате по социјалните мрежи, ќе допрете до нивните уши, дека ете можеби ќе се одважат и ќе решат да помогнат. Еве уште еден апел до сите надлежни да повеќе време посветат и повеќе ресурси да ги насочат кон лицата со попреченост, особено за крај. Се надевам и јас дека ќе бидеме слушнати, особено вие дека ќе бидете слушнати. Може ли за крај да ни кажете дали соработувате со некои други музичари, дали можеби имате во најбрзо време да формирате група, какви ви се некои идни ваши планови? Да, значи може да кажам во најбрзо време ќе формирам група, соработувам веќе на тај план и работиме значи со доста музичари кои што веќе сакам да одам на поголема соработка, сакам да кажам, да излезам веќе на сцени, да пловам во екстрадните и нели професионалните води, што се вика. Јас ви посакувам успех. Како што пред малку споменавме, нашите слушателите имаат можност да слушнат две ваши песни. Вие ќе ни кажете само како се викаат и се надевам дека ќе уживаат нашите слушатели во вашите извести. Имам видеозапис, значи Врати ми се сине и песната Милена се вика. Песната Милена. Жанко Станков, Милена. Надевам дека ќе уживаат нашите слушатели во вашите музички интерпретации. Уште еднаш сакам да ви посакам добро здравје, се надевам дека ќе имате уште поуспешни настапи и дека вашата кариера допрва почнува. Ви посакувам се најдобро и се слушаме повторно, се надевам со некој уште поинтересен и поголем успех да ве пречекаме повторно во светло око. Дај Боже, секако. Ви посакувам. Ви посакувам се најдобро и јас вам. Ви благодарам, драги слушатели, што бевте и денеска со нас, што ја следевте светло око и се надевам дека ќе останете на фреквенцијата на ЕСИ радио. Чувајте се и секое добро. Црна коса свилена, име е Милена, убава црнока, ми играше синоќа, теловитко високо, што прилега на око, млада како фиданка, игра како циганка, теловитко високо, што прилега на око, млада како фиданка, игра како циганка. Играј, девојко, со колено разголено, ти
ти занесна игрице, со периđe на лице. Играј, Милена, со колено разголено, глава ми е пијана од твојата убавина. Violino sviri mi, ti si lek na dушата. Ова ноќ јас лудувам, од љубов полудувам. Ритам гради удира, бие и не запира. Музичари свирете, срце да ми смирите. Ритам гради удира, бие и не запира. Музичари свирете, срце да ми смирите. Играј, девојко, со колено разголено, ти занесна игрице, со периđe на лице. Играј, Милена, со колено разголено, глава ми е пијана од твојата убавина. Играј, девојко, со колено разголено, ти занесна игрице, со периđe на лице. Играј, Милена, со колено разголено, глава ми е пијана од твојата убавина. Глава ми е пијана од твојата убавина. Празно е без тебе, душата ме боли, кога не си тука. Рече да не плачам, пак ќе ти се вратам. Vrati mi se, sine, odalečna zemlja, porti da otvoram i da te prečekam. Mnogo vreme mina, otkako zamina, tvojto rodno mesto, Strumica je mila. Se volam, sine, da te vidam, tebe da te vratam i da te pregrnam. A Boga se volam, sine, da te vidam, tebe da te vratam i da te pregrnam.
Родена земја, порти да отворам и да те пречекам. Многу време мина, откако замина твоето родно место, Струмица е мила. Твоето родно место, Струмица е мила. Македонци, мајки и татковци, тешко е кој што сте дома без твоите чеда. Тешко е.